Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës Rishtazi. Sot do të flasim për një nga çështjet që ndoshta është më e rëndësishme në vitet e fundit, profesionalizmi I titullarëve dhe sidomos I atyre që janë në krye të institucioneve. Për momentin në Parlamentin e Maqedonisë është një ligj që do duhet të rregullojë mënyrën se si duhet të zgjidhen krerët e lartë të institucioneve, por jo domosdoshmërisht ligji në vetvete është në favor të asaj që duan qytetarët që të kenë në krye të institucioneve njerëzit e duhur. Për të diskutuar për këtë në studio kam të ftuar Neda Maleska, e cila është drejtore ekzekutive e Qendrës për Menaxhimin e Ndryshimeve. Ti благодарам много što si del od podcastot Rishtazi. Faleminderit. Neda Maleska, најавив дека ќе дискутираме можеби за еден од најбитните проблеми, ако може така да се каже, а тоа е како да се најде начин во раководните служби да бидат најкомпетентните луѓе. Често граѓаните се жалат, ама и ние како новинари, вие како невладин сектор ова го забележувате, дека кои критериуми се тие, како тоа се прави и така натаму, и двајцата знаеме, можеби јавноста знае дека има еден закон кој веќе е во собрание и сакаме токму од тука да почнеме да го дискутираме овој закон, што тоа значи и секако и другите примери што ќе ги даваме. Но пред тоа, за тие граѓани што не знаат, може една мала слика за организацијата која е многу битна и која во суштина се занимава со многу проекти токму на тоа како владините институции да станат подобри. Благодарам, Назим. Еве, дозволете да се представам и благодарам на поканата. Јас сум Неда Малеска Сачмаровска, извршна директорка на Центарот за управување со промени. Тоа е think tank организација која што работи долги години во областа на долго управување, владење на правото и на реформите во јавната администрација, се со цел дека перспективно и Македонија ќе се интегрира во овие европски во Европската унија, така да нашата заложба е како да ги подобриме јавните политики, како да го подобриме управувањето и раководењето во јавниот сектор, да работиме за едни повисоки стандарди. Тоа ни е на некој начин визијата и да придонесеме кон позитивни промени во општеството. Дали успеваме, реков долги години, повеќе од 15 години работиме во оваа област, некогаш повеќе ни успева, некогаш помалку. Меѓутоа, остануваме посветени на заложбите, на она што го правиме, на вистина веруваме дека е тоа така и фокусот го ставаме на тоа дека очекуваме ние заедно со и останатите граѓани поголеми резултати и повеќе резултати од управувањето на владата, независно од која влада станува збор. Нашата практично работа е врзана во изминатите 15-20 години со разни политички структури, со разни влади, па така да имаме доволно кредибилитет да зборуваме за тоа што сметаме дека е добро, но што сметаме дека може да се подобри. И тука ни се напорите концентрирани. Како подобри, поголеми, поуспешни резултати од владините политики да има за граѓаните и они да ја почувствуваат таа разлика. Даваме сугестии, сега дел од нив се прифатени, некогаш се прифатени, некогаш не. Да, често за тие што можеби не знаат, вие соработувате со владините институции, со министерства, со сите речеси влади од било кој бекграунд, така да токму затоа и сакав да разговараме. Имаше повеќе причини зошто е. Една причина е закон и тука со тоа ќе почнеме, но еве имаме и такви случаеви каде што можеби ќе ги објасниме, каде што министри, заменик премиер веќе неколку месеци не е на работа, не ги извршува задачите. Што тоа значи? А имаше голема задача за добро владење, се поврзува со вашето портфолио, комисиите како ги избираат членовите на другите комисии и така натаму, но еве ќе почнам прво за законот. Колку е важен, сега е во собрание, законот за високо раководна служба и што тоа значи?
Па еве едно објаснување вака, можеби по објективно, како оди генезата и зашто токму овој закон. Главните критики за Македонија како држава во изминатите години од страна на Европската Унија и ние самите како граѓани забележуваме дека воспоставуваме многу силни критериуми за вработување во јавната администрација, но никогаш не поставивме критериуми за кои се оние луѓе кои што ги предводат институциите и кои што ја предводат таа администрација. Некако фокусот цело време е на овие пониски структури, но никогаш не беше доволно артикулиран на најважните функции на оние кои што ни ги водат институциите. Еве да кажеме кои би биле овие, да речеме, за луѓето да разберат кои се тие челници на институции, директорите или како тоа? Директорите, ако сакате сега во овоја смисла на законот си директорите на органите на државна управа, но тоа се и директори на јавни установи, на јавни предпријатија, практично сите раководни функции, директори, заменици директори и членови на управни и надзорни одбори, бидејќи они ги носат одлуките за тоа каде ќе се движи не само државата, туку во односната област, ако станува збор за јавни установи од областа на здравството, како тие функционираат, во образованието како тие функционираат. Сега во овој закон, во смисла на овој закон, зборуваме за органите на државна управа, тоа е го викаме тесното јадро на извршната власт, оние кои што треба да ги спроведат политиките на мандатарот, на било која политичка гарнитура која што ја предводи државата, која што граѓаните ја избрала. Меѓутоа, до сега кај нас, администрацијата се сметала за политички плен. Значи, политичките партии по пат на договор си ги распределуваат, дури не се ни зацкриваат зад својата намера, ги распределуваат ресорите, ги распределуваат институциите, која кому припаѓа, по однос на тоа како се договориле меѓусебно. И тоа говори дека ние воведовме една комплетна просечност, подпросечност на тие раководни функции. Не велам дека нема квалитетни луѓе, меѓутоа никој од нив не стасал таму по пат на некаква конкурентност или по пат на некаква заслуга, па за тоа да можеме да кажеме да навистина ова се најдобрите кандидати. Само слушавме во медиумите како владите донеле одлуки, зборувам не само за ова, за сите претходни влади, одлука за именување и разрешување на тој и тој кандидат, на тоа и тоа име, Назим Рашиди, например, но без образложение зашто тој кандидат е најдобриот кандидат да ја предводи токму таа институција. Сега, со ова законско решение, која беше намерата? Намерата беше дека дека ќе има конкурентска постапка и за овие клучни раководни позиции. Дека ќе се такмичат. Значи, ќе имаше конкурс, да речеме, дека партиите што се на власт, дали тоа ќе го видиме, така? Дека партиите што се на власт ќе отварат конкурси и сите ќе можат да конкурираат за тие раководни места, па ќе има избор, како тоа ќе изгледа? Тоа е идејата на ова законско решение, која што морам да речам од неговата прва верзија до последната претрпи значителни измени, но ќе зборуваме за тоа. Да. Која е намерата? Намерата беше дека имате едно место, Агенција за администрација, каде што сите конкурси се објавени, на тој начин полесно граѓаните ќе можат да разберат дека кој е централното место каде што можете да погледнете доколку сте заинтересирани да конкурирате на одредена позиција, дека нема да биде дискрецијата единствено во рацете на политичките партии да одлучуваат, велам тоа е намерата на законот, и дека ќе се обезбеди стручноста на тие позиции, компетентноста да се водат институции, на тој начин ќе се обезбеди онаа тампон зона помеѓу граѓаните и политиката, односно ќе се обезбеди на стручно ниво, кое што треба да се грижи за имплементација, се разбира, на политиките на владата. Па практично, значи, ќе имаме во тие објави критериуми. Значи, ќе кажеме дека тој и тој што сака да конкурира во одредена институција, да биде раководител, би требало да има минимум критериуми или тие критериуми што се бараат, па тоа би значило дека граѓаните ќе аплицираат. Не како што сега, нели како што објаснивте и често слушаме,
владата донеса одлука, со какви критериуми нема тоа. Да, се надеваме дека ќе е така, бидејќи сега во фазата има постапка во која што сепак има и процедура на тестирање на кандидатите. Тоа нема да бидат кој знае какви велам тестови, меѓутоа ќе се видат основните познавања во областа на делување, предпоставувам, ќе може да се види дали визијата и намерите се добри на кандидатите и ќе може да се стават во еден конкурентски однос, да се видат кои се најдобрите кандидати. И многу е лесно да оцените така кои се најдобрите кандидати ако имате структуриран процес. На крај повторно има дискреција и во оваа верзија на законот дека политичарите ќе одлучат помеѓу тројцата најдобри кандидати, меѓутоа тоа сепак на некој начин обезбедува дека вие ќе ги имате тројцата најстручни кандидати, па изборот да го направат врз основа на убедување кој кандидат може да ги исполни целите кои што тие ги зацртава. Ова го предвидува овој закон сега што е во собрание. Го прифаќаат ли партиите овој закон? Бидејќи ако вака гледаме, ако има некаква структура, можност за апликација, повеќе луѓе ќе кандидираат, ќе има простор за жалби, ако тие што мислат дека не успеале или нели неправедно, им е направено неправедност, го прифаќаат ли овие политичари? Бидејќи на некој начин ова изгледа дека они се повлекуваат од моќта што ја имаат сега да решат сами политички кој да биде раководител. Па, дали го прифаќаат, сега во последната верзија во меѓуресорска координација, голем дел од работите и од критериумите се намалени од првата верзија која што беше објавена за консултации, што значи дека не сосема го прифаќаат. Мислам дека на некој начин сем сме принудени како држава да одиме, да исчакориме во оваа насока, бидејќи ова е еден од клучните критериуми од реформската агенда, која уште е условена со финансиски средства. Значи се очекува од нас да ги направиме реформите во оваа област, за да можеме и да повлечеме одредени пари за државата, кои што секако во оваа финансиска криза добро ќе ни дојдат. Така да владата, од друга страна, во нивната програма, во владината програма, стои зацртано дека ќе се донесе овој закон за висока раководна служба, но она што се плашам е да не се заобиколат процедурите и да не се, дури и понесењето на законот, да не се обезбеди рамноправен пристап кон овие позиции. Зашто го велам тоа? Бидејќи во последната верзија на законот се значително намалени критериумите. Ајде овде да објасниме. И скепсата кај луѓето поради тоа се прикажува, бидејќи се до сега сме виделе дека се е политички, значи политички именувања. Еве, овој закон беше добар пример, може би рековме супер, сега конечно ќе има критериуми, ќе има конкурси, луѓето ќе конкурираат, но критериумите се намалени. Што тоа значи сега? Тоа значи дека сега за раководител на институција вас ви требаат да имате години работно искуство, 2 години раководно работно искуство и да имате најмалку 5 години работно искуство. И сега, дали тоа сметате дека е... А колку требаше да биде? Па ние баравме да биде 7 години работно искуство и најмалку 5 години да имате раководно искуство во работењето. Значи владините партии ова тоа е минимумот, го велам. Да. Значи намален е, сега е намален, искуството е намал. И видите, сега практично за раководител на сектор во администрацијата ви се бара повеќе години работно искуство доколку доаѓате од приватниот сектор, отколку да сте раководител, да сте директор на институција, што значи да водите, да успеете да ги мобилизирате вработените внатре, да испорачате резултати и така натаму. Луѓето во институцијата се очекува да имаат повисоки критериуми од вас. И затоа мислам дека ова решение, ова намалување на критериумите не оди во прилог на пораката дека сакаме да имаме навистина квалитетни и стручни кадри. Втората промена е тоа што нема образложение на одлуката зошто е
кандидатот најдобриот кандидат. Значи, ги образложуваме трите кандидати, ама изборот зошо овој сме го избрале или оваа, се извинувам, маж или жена, сме ги избрале за најдобри кандидати, кандидатки, тоа исчезна некаде во меѓуресорската комуникација и координација додека да стаса законот во собрание. Значи тоа веќе не е дел од... Веќе намалува транспарентноста на постапката, вклучително и тоа дека сите огласи треба да бидат објавени на Агенцијата за администрација. Значи тоа ја подобруваше транспарентноста и ја подобруваше и одговорноста да известите и да образложите зошто овие кандидати се најдобрите кандидати. Значи сепак политичките партии сакаат контрола. Тоа би значело наједноставно. Така делува, но пак ќе кажам, ова е процес дури и сега со сите овие измени намалени критериуми. Ако чекуриме толку споро во однос на ова прашање, бидејќи ова прашање е веќе на агендата 7 години, не е ниту ново, не е ниту нешто што еве сега ќе се што сега се отвара дискусија, тоа значи дека одиме преспоро, па ако одиме толку споро кон новија стандарди кои што ги бараат од нас, и ова е еден мал спор чекор, ама сепак не е толку незначаен. Нешто се прави. Секогаш прашањето е зошто ги слушаме сите политички структури и ова важи за сите, и тие што сега се во власта, и тие што беа во власта, дека ја сакаат Европска Унија, дека сакаат европски стандарди. Граѓаните тоа највише го сакаат, но кога треба законски, нели, во случајот тоа да го направат, они сепак се повлекуваат и еве наоѓаат начини као да кажат еве го правиме, ама нели не баш 100% како европските стандарди. Од друга страна, граѓаните овие закони долку во детали нема ни да ги читаат, понекогаш и нема да ги знаат. Како да се направи притисок, Неда Малеска, за овие стандарди стварно да станат дел од нашиот живот? Видите, не само ние како граѓанска и како think tank организација, па и вие како новинари следите кои дали ќе следиме како ќе се имплементира ова законско решение, и тоа ќе биде набрзо, многу очигледно дали навистина им се дадени еднакви можности на сите или повторно се одвиваат работите business as usual, како што било и до сега, така и до сега по пат на политички Кога договор. треба законот да се донесе? Законот влегува во сила во октомври, така што ќе имаме набрзо можност да видиме како тој ќе се имплементира. Добро. Сега сакам можеби попластично да ги објасниме овие моменти. Еве во јавноста имаше огромна заинтересираност за тоа како овие раководни лица, во случајот министри, заменик министер за добро владење, заменик премиер за добро владење, кој можеби треба со ова задача да се занимава, во суштина веќе неколку месеци не оди на работа. Како граѓаните ќе веруваат дека сите овие мерки се искрени, кога тие што се начело, без разлика што се во случајот се политички, не се баш избрани на конкурс, нели тие се по политичка постапка, сепак не ги извршуваат овие задачи. Како ова да го сфатиме? Еве, апсурд е да еден вице-премиер задолжен за политики на добро владење, и политиките на добро владење и областа кој што тој ја покрива се однесува на неколку клучни принципи кои што праксата ги покажала до сега, и не се никаде пропишани во закон, во деловник на работа на влада, а тоа е дека тој треба да се занимава со етичките и моралните постулати, а не само на избраните и именуваните лица, туку да се однесува според тие високи етички скрупули и самиот вице-премиер задолжен за добро управување, да се справува со борбата против корупцијата, да ги подобрува интерно системите и процедурите во институцијата, и со транспарентност и со отчетноста. Тоа се некои негови клучни одговорности како вице-премиер задолжен за добро управување. Ако самиот тој не оди на работа, треба да води с пример, што се очекува тогаш од останатите.
кој беа политичари. Понекогаш луѓето и не знаат кои се неговите задачи. Он токму имаше задачи да координира некои елементи во владата, што ќе го унапредат начинот како администрацијата ќе функционира, ќе бише поевропска. Точно така. Она што најмногу загрижува Назим е тоа што ние не добивме никаков отчет за 2 години на неговото работење. Се обидов да пронајдам сега откако ја даде оставката, а при тоа владата констатира 10 дена подоцна, а платите богами на вице-премиерите не се мали. Знаеме дека претходно отсуствуваше од работа, но во изминатите 2 години што направи вице-премиерот, како може он да го оцени сопствениот успех, да даде отчет пред граѓаните, кои системи и процедури ги подобрил за да граѓаните ја почувствуваат разликата во неговото работење. Ние тука не успеваме да слушнеме од политичарите што они постигнале во рамките на својот мандат. И сега да се вратам повторно некако на законот, и во законот тоа е новина која што лобиравме и влезе во измените и во оваа последна верзија, а тоа е да имаат обврска директорите да раскажат како ќе ги изгледа успехот од нивниот мандат на почетокот на мандатот, да постават визијата под предпоставка дека знаат каде доаѓаат, во која институција и кои им се задачите и надлежностите, да кажат и потоа да дадат очит што сработиле и во однос на програмата за работа на владата, но и во однос на она што е што го ветиле пред граѓаните и самите како токму ова да објасниме. Сега министрите тоа може би го прават и ако не направиле добра работа, секако на избори граѓаните ќе ги казнат. Но со законот, што вие го спомнувате, значи сите овие лица кои ќе бидат во раководни тела, законот треба да предвиди они да кажат што направиле и која е била промената што некако ја направиле. Како ова ќе изгледа и дали ќе биде реална на крај крајва или само ќе биде повторно нешто напишано на хартија и толку или што е искуството до сега? Па искуството до сега е дека практично ние слушаме отчет 1 година од работа на владата, 2 години од работа на владата, даваме отчет, меѓутоа многу малку се зборува за извештаите, односно за отчетот што го даваат самите институции што сработеле во суштината на нивната работа. Не само на колку обуки конференции присуствувале, тоа комплетно не ни интересира, тие погодности кои што се користат, учество на конференциите, не треба ни да биде предмет на информирање ниту од страна на вице-премиерите, ниту од страна на директорите, него туку промената реална, значи нешто што подобриле за граѓаните, за оние за кои што со кои што соработуваат, ги подобриле стандардите или принципите внатре на работата во институцијата. Тоа не интересира да слушнеме. Кога даваат отчет директорите на институциите, тој отчет слабо го гледаме и слабо го следиме и во крајна линија тука покрај ние новинарите и граѓанските организации, парламентот исто така има една добар инструмент за надзор и за расправа врз извршната власт, например, да отвори сега дебата што направил вице-премиерот во изминатите 2 години, какви успеси постигнал, какви промени направил во делот на доброто управување. Пак ќе кажам, тоа е една суштинска функција која што требаше да се занимава со етички принципи на поведение, со борба против корупција, со отчетност, со транспарентност. Што е промената во тој. Тука уште едно прашање токму за вице-премиерот. Ако не оди неколку месеци на работа, кој ги извршува овие задачи нивни? Или ова што покажува дека во суштина тоа не било ни битно, бидејќи ако нема човек и него заминувате, него не донесувате одма некој друг да ги заврши задачите, тоа добро владење не е толку битно за властите, валјда така изгледа, нели?
Така делува, бидејќи на оваа функција подпредседател на влада, вие немате заменик на подпредседателот на владата. Тој му е заменик на премиерот. Да. Така да тој треба да даде отчет не само пред граѓаните, треба да даде и отчет пред премиерот што сработил во изминатите години, особено ако има вистина дека оди и на друга позиција, која што исто така е битна позиција, која што не сум сигурна дали е точна информацијата, дека заминува за... Тоа се зборува дека ќе биде... Да. Го спомнуваме овој заменик премиер, бидејќи токму се работи за добро владењето и токму за овој закон. Но пред го спомнавте и собранието, што исто така може да ги повика министрите, замениците министри, да кажа што направиле. Иако, нели, како што рековме, тие се политички во нивните функции. Но уште едно прашање имам тука. Ако овие нови челници, кои ќе бидат избрани сега на нов начин, за кои сепак има дилема, колку ќе има политика во нивните избори и сето тоа, но сепак ќе остават нешто во хартија што направиле. Дали е ова исчекор напред? Во која смисла? Бидејќи до сега можеби никој ништо не кажал што направил, сега колку и да е проформа, ова ли ќе биде некаква база за некаква критика, анализа? Да, ќе биде многу подобрен аспект во делот на отчетот, во делот на сработеното, во делот на обврската да известите визави она што сте постигнале, бидејќи тоа е суштинско, се трошат финансиски ресурси, се троши време, се трошат материјални средства од институциите, се плаќаме, сето тоа оди од даночните обврзници, што подобро направивме за даночните обврзници да ги почувствуваат придобивките. Значи, сепак ќе биде нешто материјално конкретно што сите ние што би сакале. Поконкретно од ова што е сега. Да. Се надевам дека ќе биде така, ќе бидеме тука за да следиме и за да ги анализираме програмите, резултатите на директорите на поединечните институции, но секако мислам дека ќе се засили таа одговорност, тој концепт на одговорност и отчетност. Во третиот дел на овој разговор на Неда Малеска би сакал да разговараме токму за собранието, во која смисла, бидејќи и таму се избираат челници по комисии. По стапката на комисијата за избори и именувања, кои се исто така битни луѓе што ќе бидат избрани во одредени институции. Како ова да се подобри и зошто ова прашање го поставам, бидејќи еве во јавноста неколку пати видовме се предлагаат лица кои очигледно се несоодветни за одредената комисија или институција која они треба да бидат членови. Да, изборите во комисијата за заштита и спречување од дискриминација, не само овие последниве, за последниот член на комисијата, туку и оние предходните, ни покажа какви имаме недостатоци во системот. Имено и таа комисија за избор и именување има клучна улога да избере на тие независни собрани тела кои што одговараат пред собранието, да избере најквалитетни кадри кои што ќе се грижат за правата на граѓаните во случаите во оваа смисла на дискриминација. Минатиот пат тоа беше скандалозно како се одвиваше начинот на избор на членови на комисијата. Се сеќавате на тој пример кога се избра кандидатка која што немаше основно познавање од областа на дискриминацијата, која што заради јавноста и заради јавното сослушување се изврши некаков притисок да се повлече. Таа во свој одговор се заблагодари до една политичка партија кога заврши интервјуто, а се уште не избрана. Мислам, сето тоа е скандалозно, но проблемот таму е што воопшто таа комисија за избор и именување нема јасно воспоставени критериуми пред изборот на кандидатите. Ниту пак пратениците ги сослушуваа кандидатите. Успеав да ги прегледам сите видеа од
тој избор, за да заклучам дека во салата останаа само граѓанските организации да поставуваат некакви прашања и не можам да сватам како пратениците ги оценуваа кандидатите. Па политички, нели? Се разбира, но сакам да речам толку наочи на јавноста, да вие дури немате ни процедура во која што седат пратеници, во која што оценуваат, фаќаат белешки, во која што ги поставуваат кандидатите во еднакви услови, за да можете да видите како споредбено одговараат на прашањата. Некои кандидати им посветија внимание, на некои кандидати, последните кандидати воопшто се испразни салата, никој не ги сослушуваше. Предпоставувам по видео снимките, они после тоа одлучуваат колективно. Значи никаква процедура нема како се одвива тој процес на избор на кандидати. Толку деградирачко и за самите кандидати. Замислите вие да пред празна сте се подготвувале, сакате да бидете комисионер, да се грижите за правата на граѓаните, изборувате пред празна сала во која што немате пратеници да ве сослушаат, берем да ви дадат можност да покажете колку познавања имате. И на крај изборот повторно се сведува на политички пазар и повторно се сведува на секако само не најдобро избраните кандидати или најдобрите кандидати, иако во таа комисија има и квалитетни луѓе, не можам да речам. Да, но примерите се токму во ова насока колку и да се направат чекори, изгледа дека свеста на самите политички партии не е толку висока да они ги избираат најдобрите кандидати, туку ги избираат политичките луѓе или луѓе што доагале од политичките предлози. Така, но сега Назим начнавме јас и ти овде само да речам две по опфат прилично мали области. Ти замисли дека сето ова се случува секаде, во здравство, во образование, во јавни установи од областа на социјалната заштита. Овој закон за висока раководна служба не ги упфаќа овие јавни институции или јавни установи. И таму проблемите, ако ги погледнеме извештаите, а ние редовно ги следиме, на Управен Виш управен суд, на извештаите на Комисија за заштита и спречување од дискриминација и на Комисија за заштита и спречување од корупција, гледаме дека најголемите поплаки на граѓаните се во пристапот до вработување. Дека тоа се најголемите основи на кои што се жалат во однос на дискриминација или во однос на непочитување на процедурата, постапката и така натаму. Вие имате во здравство избор на осмо рангираниот кандидат, кое што е комплетна дискреција, станува збор за избор на доктори, на оние кои што на крај одлучуваат и за нашите животи. Во областа на социјалната политика, воопшто за законските решенија, нема критериуми како го избирате директорот на една јавна установа за социјална заштита, за која што се грижи за најранливите категории на граѓани. Значи, или постапка немате, никаква, знаеме како се одвива постапка. Така да, затоа ние успеавме и нели покрај другото да го добивме оној статус, ако се сеќаваш на Captured, се сеќаваш секако на Captured State, бидејќи тогаш политичките партии, односно политичката партија на власт, доминира во сите сфери, немате никаква репрезентативност и на други групи од општеството, ниту велам онаа тампон зона на стручност, која што помеѓу политиката и помеѓу граѓаните ќе има едно ниво на стручност. Да, до овде можеме, од овде треба на овој начин да постапиме. Еве да се вратам на законот во последните минути. Дали мислиш, Неда Малевска, дека овој закон, ако се донесе, и со сите тие забелешки, еве, што ги намалува критериумите, не е првично тоа што беше замислено, но сепак ќе биде некое законско решение кој ќе даде некаков друг тек на изборот на тие што ќе бидат на чело на екзекутивните институции, ќе придонесе
токму ова што го објасни, да биде некако како модел и за другите институции понатаму да ги избираат најдобрите луѓе. Без разлика што, нели, законот е за високо раководна служба, но нели, ако има таков модел, можеби ќе се земе предвид. Па не мислам, искрено. Мислам дека мора да има притисок. Мислам дека мора да има притисок и од страна и на меѓународната заедница. Не мислам дека по добар пример и ќе ги регулираат и останатите сектори и дејности. Мора да има засилен притисок. Зошто велам не мислам? Заради тоа што предолго трае овој процес. Ние во 7 години па не гледаме прогрес во ниедна од областите. Колку требаат уште 7, уште 14? Мислам, колку години ни треба за да регулираме едно базично прашање. Мислам, не е, како да речам, базично за нас, во смисла дека не зема толку време. Направите измени, усогласете, направите измени и подобрете процедурата во сите посебни закони за социјална заштита, за здравство и така натаму, и воведете силни критериуми за избор на најдобрите кандидати. Не зема тоа време. Факт е дека сега со новиот закон за вработени во јавен сектор, оваа процедура налага дека од 2027 ќе почне да се имплементира. Меѓутоа, секогаш законите оставаат простор да вие работите што не ви се уредени во овие генерални закони, ги уредите со посебните закони, простор кој што обезбедува за обиколување на процедурата. И сега да се велам, ќе следиме, но мора да ги направиме овие реформи, ако сакаме малку да исчакориме побрзо кон овие европски приоритети, и не само заради европските приоритети, него ние мораме да ги имаме најдобрите луѓе кои што ќе водат државата, институциите, за да можеме да одиме нанапред. Тоа разговаравме и пред да ја почнеме емисијата. Значи, слушаме партии кога не се на власт дека критикуваат дека не секогаш се избрани најдобрите луѓе. Кога доаѓаат на власт ги избираат партиските луѓе. Често го слушам ова прашање од граѓаните кои викаат добро, нека можеби ги избираат и партиските луѓе, но нека бидат најдобрите барем од таа партија. Ние ова не го гледаме. Него најчесто тоа што се гледа е дека човекот не е да еве како да ја најдеме работа. И сега тоа се исполнува обратно, а не како на работата да ја најдеме најсоодветен човек. Апсолутно тоа е тоа што го гледаме и треба да се откажат политичките партии од тој плен, рековме, на поделба на тие позиции, од кои што ние во нашиот политички систем, мислам дека така ја црпат политичките партии моќта на сиромашна држава, ограничени можности, ветувања во предизборието за работни позиции и за овие високи работни позиции, за работни позиции во јавниот сектор, се уште за жал. Но често го слушаме зборот немаме луѓе. Да, немаме луѓе, мислејќи веројатно на луѓето во нивните потесни партиски структури. Бидејќи ако навистина го отворите процесот, ако навистина дадете можности за граѓаните, тоа во наши околности брзо се слуша и брзо се шири тој позитивен глас, бидејќи сме мала држава, во принцип се знае. Така да ако вие навистина имате намера да привлечете кандидати од приватниот сектор кои што се квалитетни да дојдат да работат во јавниот сектор и да внесат една свежина, да внесат иновации, да внесат, можете тоа да го направите, не мора да го збиете кругот само во теснопартиските редови. Напротив, на тој начин може да обезбедите и повеќе приврзаници, кои што не мора да бидат приврзаници партиски активисти, туку може да бидат ваши сојузници, да ги смените на крајва во имплементација на политиките, зашто веруваат дека тие политики се исправни и коректни. Значи, тоа е идејата, па така го зголемуваат и политичкиот капитал, според мене. Ама не знам како размислуваат политичките партии, веројатно
поинаку функционираат, не би знаела, не сум била никогаш поучена. За крај, за сите овие примери што ги дадовме, бидејќи беа некако попластични, објаснивме нели некои се политички функции, но сепак со големо значење, ама ја дава сликата на како размислуваат партиите или тие што се на власт. Но еве ги имаме и законите, законот за високо раководна служба која е во собрание. Со ова можеби ќе заокружиме. Може ли да се направат се уште промени да сепак еве овие критериуми да растат, барем за тие што се начело на некои институции? Како не, еве пратениците се на потока која слушаат можеби оваа емисија или пак ги прочитаат нашите коментари, кои што еве сега ги спремаме и ќе ги објавиме на веб страницата на ЦУПО-РГМК, можеби ќе можат и да поднесат иницијатива, амандмани, да ги засилат критериумите, да обезбедат поголема транспарентност во постапката, да обезбедат да осигураат дека ќе има образложение зашто е тој најдобриот или таа најдобриот кандидат кој што е избран за таа позиција и каде што ќе може повеќе да и они од нивната позиција на пратеници следат што навистина спровеле овие институции и што сработеле во нивниот мандат. Тоа е нивната клучна функција. Секогаш можат да побараат на пратенички прашања или во разни други механизми, надзор, јавна расправа, што до сега е сработено во таа односна област, да сослушаат, прочитаат, постават прашања, така да нивната улога е многу важна во оваа сфера. Ова најдобро збирно можеби е кажано во оваа фаза, а понатаму, како што рековте, секако ќе се следи и законот и како се спроведува и секако дали ќе носи промени. Неда Малеска, ти благодарам многу за ова објаснување и се надевам дека на некој начин еве ќе придонесуваме за подобри власти да има кои ќе работат за подоброто на граѓаните. Се надевам и благодарам за поканата на оваа емисија. Тогаш ondjekas këtu do të përmbyllim këtë bisedë, këtë podcast me Neda Maleska nga Qendra për Menaxhimin e Ndryshimit, pikërisht për të shpjeguar atë shqetësim që vazhdimisht e shohim, që jo domosdoshmërisht njerëzit e duhur zgjidhen në pozitat e duhura, qoftë edhe kur janë brenda të një partie, por është një ligj i cili duhet të tentojë ta përmirësoj këtë. Sigurisht siç dëgjuat kriteret e këtij ligji nga fillimi deri tani janë ulur, pra kërkohen kritere edhe më të ulta nga punonjësit e administratës për të qenë drejtor diku, megjithatë ndoshta është një nismë fillestare për të përmirësuar këtë fenomen. Podcasti jon do të vi sërish me ju pas disa ditësh, deri atëherë, mirupafshim.